Превентивната медицина е клучна за навреме да се откријат кардиоваскуларните болести и болестите на крвните садови, заболувања кои не вивнаа на врвот по смртност во европски рамки. Специјалистите велат дека граѓаните немаат навика да прават редовни темелни прегледи, иако на долг рок тие се неисплатливи и за здравјето на пациентот, но и финансиски. И ние ова што го правиме тука е само трчање по последиците. Значи, не е поентата вие да ставите стент. Ке ставиме стент на артеријата. Тоа е окей. Ќе ја решиме таа плака, тој запушен крвен сад. Меѓутоа, нема да го третираме причините, нема да ги третираме, кои што доведе до тоа е шекерна болест нерегулирана, пушење, диабет, висок крвен притисок итд. итд. Значи, суштината е во превентивната медицина. И целиот концепт на живење на македонецот не оди во прилог на неговото здравје, вели доктор Милев. Потребни се промени не само лични, туку и општествени, за да се зачува здравјето на граѓаните. Па, ни недостасува емпатија или добро расположение, ни недостасува медицинска култура, веројатно и таа е дел од општата култура, ни недостасува физичка активност, ни недостасуваат спортските надпревари, ни недостасуваат планинарските друштва во фирмите, како што ги имаше порано, ни недостасуваат општинските надпревари по фудбал, кошарка, одбојка, ни недостасуваат детските игралишта. Значи, сето тоа ни недостасува, бидејќи сега, како доаѓа времето, не би сакал да влегувам во политиката, но генерално луѓето се занимаваат со градење на станови, на куќи, на згради, не се занимаваат со градење на детски игралишта. Во пораст се кардиоваскуларните заболувања и болестите на крвните садови секаде во светот, но загрижува бројот на младите луѓе кои се соочуваат со вакви заболувања.